Прости ми да ти простам. Со овие зборови утре верниците ќе го одбележат големиот христијански празник Прочка, односно велики поклади. Христијанската доблест и добродетел е да отидеме кај оние што имат нешто против нас или имаме нешто ние против нив, па да побараме измирување и прочка и да го поштеме постот, простени, измирени со Бога и со луѓето, за да го дочекаме воскресението Христово. Не значи да одиме традиционално кај мама, кај тате, кај не знам таму кумот и така натаму, иако не сме се скарале. Додеме кај оние со кои што се имаме замерено, тоа е големината на христијаните, да побарат прошка, иако некојаш не сме виновни, но сепак големината е наша да покажеме, да отидеме да побараме прошка и да се измиреме со луѓето. Се верува и дека на овој ден и небото и земјата се проштеваат, па затоа тоа треба да го направат и луѓето. Според верувањата, не правете лошо и простувајте искрено. Но колку искрено простуваат граѓаните? И ја простувам и на мене ми простува. Тоа е така. Тоа е еден празник традиционален и е добро што се славе така. На еден начин сближува ги луѓето. Искрено се простува за Прочка. Тоа е од баба и од дедо, од парабаба останато. Тај што е грешил треба да простува. Обичаите и верувањата налагаат секогаш помладите прошка да побараат од постарите. Затоа традиција е со портокал помладите да побараат простување. Керките со внуците сите ни доаѓаат. Да, е рака бакнување и така. Да. Тоа си секоја година така и доаѓаат и одиме и почитуваме ги традициите и најбитно е тоа да знаат луѓето ако опростат дека дупло ќе се врати. Веднаш по Прочка во понеделник почнува најстрогиот и најдолг пост кој трае до Великден, односно 40-дневниот пост. Великденскиот пост е единствениот што има подготвителен период од неколку недели, а се верува дека постот ќе биде реален доколку побараме простување.